се наби pre-workout без кофеин, повече стимуланси. Всички не знаете, много комфорт зона е тук или тук, как ще му дойде Овде. линкот, тук. Там обяснявам кой pre-workout ги пия. Не дължимо от друг сериал си. Днеска буквално снимам 2 видеа. Да. Регуларно то, от всеки ден ще си го снимам и Ова Плюс. Баш той къде прашам, пъща ги пратам. Ги гледаш? Да, И се свижи? да, топ концепт. Онака много Сега или с- захтевно всеки ден се снимаш, що правиш, що ядеш, що... Спремаме сега и лайвови, па може да гостувате вака, отивам баш на како собичка едно со 2 и сега ќе го спремам со уште еден монитор голем и ќе се собираме така ќе коментираме. Дечки, пукаме Граде и бицепс. как што ми кажа, цел тренинг го базираме на old school, сайла Само old school, скоро паич. скоро паич, може втория тренинг ще го правим, у неделата, субаци. Практикуваш сайла. Да, сайла, но претежно еднорачни и шипка. Пошто јас сум фан на златната ера на бодибилдингот, кај што претежно се користеле столни тежини. И затоа практикувам тој дел. Јас и јас го практикувам, јас гледам да бидам мислам дека сите што сме така по-детално навлезени ни е поделен на 2 пати у неделата, еднаш фокусираш тие слободен пат, другиот тие сајми малку фокусираш, повеќе пошто изолација. се некој мускул си баре повеќе агли, Да, да го третираш рамна малку коса, порано. сайла, некој мускули го бара, додека некој Ајде се дека и се од човек до човек различно. нормално, сите сме различни. Така, тоа е така. убавината. Да, убавината на спортот бе. Одиме како што ми кажа incline dumbbell press, така? Да, прво ќе се Добро. загрееме. Само тогаш ќе користиме сайлата, кога се загреваме. Добро, ајде да одиме да видиме, ајде со нас да видиме как се загреваме. Загреваме рамења претежно. Добро. Значи некој може 5 минути ги направи за организма, може и помалца, зависи од рамењата. Да ви го кажа. Најбитно е рамења да се загреат, пошто кој повредил рамо знае дека многу тешко се враќа во правобитна состојба. Така да, дечки, загревајте се никако директно на килаж. Ако го повредиш рамото, после тоа ќе ти остане само нози да везеш. Вака по-комотно за рамо. Цела ротейтор кап, кога ќе земиш Да, прешто кога векнуваме, поготово на потисоци загради и грбот мора да е горниот дел загрен, бидејќи сепак се растегаме таа положба кога преме прес. Прави спитките. Одиме сега тука како е планот, одиме една загревачка, така? Една загревачка и 3 топсет. 3 работи. Значи, не гледам повторувања, гледам максимална Значи да биде концентрација. до отказ, фейлер како што е. Да, може едно да се остави, зависи. На осет работам, не гледам повторувања, така да Добро, стоп. целата работа е да работат гради како што треба. Готово. Ајде, ојме, ова ни е прва загревачка. На загревачка колку оставаш у резерва? Па, 2 пошто. Два. Yes. Добро. 10 плюс. Јас ќе ги земам 20-ките, каде се ето.
Ишто тука работа да не се измориме, толку да внесеме крв у мускулот. Одиме. Работна. Стрелски помощ ще трябва? Не. Добре. Хайде, ще помагам аз от броенето. Моля. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Контролирано движение от почетък до край. Това е това. Я ставам пояс и продължаваме. Одиме. Първа работна. Помощ ке треба? Не, направо не. После ще трябва дефинитивно. Лепо назад, поспора и да го рекаш. Тоа е најбитниот дел негативниот и таму највише му скуза. Тоа е. Оба. Оди. 1. 2. 3. 4. 5. Давай. 6. 7. Ще една само моя помощ. Айде. Оди. Отлично. Спробваме на 35, да? Хайде да видим как гласувам. Очакувам 4 сам, те 1-2 са твоя помощ. Одиме? Давай. Давай. Пусти. Контролирано, пуши. Браво. Така е, може. Максимум. Горе. Добре, отказ. Филип, ще ви имам сега няколко прашanja спремно от дечките, що са на моят инстаграм профил и на твоят. Имаше прашanja, добри. Пък те прашалаха почетно с едно прашanje би стартирал. Колко време си ти у сет овој процес, спорт? Почетоците твои кога се? Прво ја бев фудбалер, 12 години бев професионален фудбалер.
имав сколиоза повреда и морав да се насочам кон вежбање за да можам да го санирам тој проблем. Јасно. И мене тоа ми прерасна во љубов, сватив дека многу брзо напредувам и решив да се пробам у бодибилдингот. Тоа е Значи си почнал со фитнес прави, па после тоа си поминал неки момент од бодибилдинг години. Да. Луѓе малце не прават разлика, фитнес е така. рекреативниот дел. Да, и Бодибилдинг е нешто тоа јас и ти што го правиме. тотално. У овој спорт сум од 2017 година, значи тоа се 7-8 години, еден од ретките млади што истрел овој спорт од почетоците. Да. Така да Па самото тоа што немаме некои си го коментирав тоа денеска имав лайф на мојот Инстаграм профил и го коментирав моментот каде се откажуваат нашите најмлади најчесто. Се откажуваат на тие први препреки, би рекол фамилија и сето тоа кога се тураат финансиите напред, дали има нешто не со секогаш придобивка се финансии? финансиите проблемот. Значи проблемот е неуспехот. Значи ако од прв напревар не посакувано завршиме, многу го баталуваат спортот, се разочаруваат. Да. Прост пример, јас првото такмичење бев четврт. И ја никогаш не се откажав. Тоа е- И тоа е- тоа е разликата. Тоа е разликата. Да. Разликата е како ќе го прифатиш, или ќе те скрши, или ќе те направи најак можда. Така, треба да бидеме сурови максимално кон сами себе, Нормално. самокритични. Самокритичност. Да, тоа На е прво прво место. еден Многу еден нож со тешко. две оштрици у овој спорт. Многу Многу тешко. луѓе што не може да го исконтролират. Самокритичноста веќе преминува од професионален дел у приватен дел и веќе на други делови од животот влијае, каде што целиме на перфекционизам, бидејќи нашиот спорт. Да, ама никогаш не можеш 100% да бидеш перфектен, секогаш ќе фали, но секој ден можеш да бидеш 1% подобар. Тоа ми се свиѓа. Се додека даваш секој ден 1% подобро, Така. поблиску си до тој Так. перфекционизам. Кој те донеси во овој спорт? Имав едно прашање, така. Во овој спорт, значи, поздрав прво до Ангела Гелинческа од Струга, сега во Прилеп. Да. Ние, мислам, она се такмичеше веќе, беше државен шампион балкански. И таа ми рече, дојди, ќе одиме во една теретана. Нешто се случува во Скопје, така? Да, во Скопје. Во една теретана да те запознам со еден наш напреварувач, Александар Трајковски. Аха, готово. Значи, наш апсолутен, балкански, државен, четврто светско. И јас отидов на тренинг, тој виде потенцијал у мене, ми рече, сакаш ли да ти помогнам? И тоа, јас бев тогаш средно, значи немав ни финанси, не Си знаев... бил дете, Да, буквално. не знаев што се состои овој спорт, не знаев ни пози, ни што треба да правим, ништо не знаев. Значи, он ме воведе во овој спорт, ми даде патот ми го покажа. Значи, јас сум, може да се каже, од прв ден со тренер, што на сите им го препорачувам да не лутаат и рекреативци, и Тачно. напреварувачи, пошто на почеток ќе те усмери некој, после е многу полесно. А на Точно. почеток сите грешиме. Така. Нормално. И Така да го имав и јас, тој малце. тој ме внесе во овој спорт и ден денеска сум му неизмерно благодарен што ми го покажал патот и што ме Што многу го спорт. уведел се во... Да. Супер, супер, супер. Со кои потешкоти си се справил до сега, како повеќе што ти оставиле трага у меморијата и со кои еве ден денеска се справуваш и за овие припреми? Да напомениме само, сите епизоди до сега што сте ги гледале од ЈП и шампионите биле со надпреварувачите после надпревара. А сега мораме да напомениме дека ти си у последните 4 недели каде што тој што разбира, добро че разбира, еве и накратко ќе објасниме за тие што не разбира, телото моментално е у последните фази кога веќе е најистоштено. Во survival mode, што се вика. Буквално, каде што храна, нутриненти, калории се спуштаат, се дешава ролер костер на дневна база во организмот, каде што треба да бидеме константно психички, не само физички, психички присутни тука. И можем да кажем дека добро се држиш. И кои се твоите вака потешкоти? Потешкоти,
некогаш значи кардиото е се потешко и потешко како доаѓаме до крај. Мене ми е кардиото најтешко. Значи тренинг можам буквално 5 сата да вежам, ама кардиото, поготово сега ќе направиш тренинг од 2 сата и после треба да се качиш на кардио, гладен си, само гладата ти е психички издржи, ќе вреди и ќе пуштиш некоја музика и ќе дадеш макс. Секој ден, така и нема. Тоа е кај сите кардиото принцип, да, зависи кој колку успева да се сноси со него, ги гледаме на крајот резултат. Так, значи јас сум правил највеќе во ден 4 сата кардио. 4 сати тоа не знам кој може да го издржи кај нас. Така да сум морал да правам толку, зашто не сум легол спремен во процесот на чистење и сум морал агресивно да се спремам. Сега правам дупло помалце, ама сум релативно многу низок body fat, што ми е многу тешко, нозете се веќе тешки, телото бара храна, се бори, не знае дали ти се спремаш за надпревар или си негде преживуваш, немаш храна, така да телото не знае во кој процес си ти. Така да за крај пред да преминеме на втора вежба, има едно прашање дека зошто толку брзо си се спремал за надпревар и во смисла зошто толку краток временски период? Јас спремам така. За ова напреварување релативно многу брзо влегов во форма, поради тоа што на мускулна баса јас бев во многу добра форма. Значи, обично сите на мускулна маса се покриени со повеќе масти, не прават кардио, значи јас си правев 3-4 пати неделно кардио, калориите, хидратите беа високи, но одржував, значи со васкуларност, стомачни и јас од 600 хидрати кога намалив на 400, јас со 400 хидрати, што е релативно многу храна, за некои 4-5 недели јас влегав во такмичарска форма. И затоа им препорачувам на сите колку што е можно подобра да биде оф-сизонот, значи мускулната маса, за да биде полесно, ќе им биде 100 пати полесно да се исчистат, ќе имаат сила, нема да бидат толку гладни, така да ќе влезат многу полесно во форма, нема толку да се мачат, така да базата кога е поздрава, у смисла поквалитетна, тотално друга структура на тело. Значи сум бил и во лоша фаза на маса, сум бил и во добра, тотално две различни работи и секојаш би избрал подобра на мускулна маса и ова такмичење ја сватив грешката и затоа и сум најдобар до сега, пошто сум научил од грешката. Да, лично твоја форма најдобра до сега. Тоа продолжуваме ние со втора вежба. Втора ние incline flies, развлекување на коса глута. Да. Колку серии правиме таму? 4 серии. 4 серии без загревачки? Без загревачки. Одиме директно. Готово, дечки, ајде со нас. Ова е прва работна серија. 1 2 3 4 5 10. 10 дена? Да. Зборувавме за грижот сега пред малце, па да уклучиме камерата. Најчесто користен устварите гризот со веј протеин, малини и кокосови. Косово брашно, оно како Не е брашно, брашно е она скрос. Овие се како мрвици нешто така. Јасно, мрвици, јасно. Тоа го користеше од почеток до крај, тој оброк ме спаси и онака да не ми се јадари благо, плюс ми дојде како пудинг. Да. Исто и уште еден оброк, значи јас си правам протеински сладолед, значи грчки јогурт со 0%, добро, веј протеин мешам,
ставам малини, го ставам во замрзнивач 3-4 салата и мене ми искача сладолед. Озбилно? Да, а има нула хидрати. Па практично да. Грчкиот нема хидрати, од малините не ни ги сметаме, пошто има у 100 грама, има 5 грама. Толку Да, и противно ми за ова, кој ќе видиш нема јагни хидрати, нема масти, пошто грчкиот е 0%, чист протеин, сладолед место да јадете шекери да месувате, може само ја си направите. Пример за сладолед как да се направите дома. Инаку нема одговарал овесот, така? Да, овесот ми прави надуеност многу и никаков вкус не ми има. Колку и да го направам, значи и протеин да ставам, и бутерот, кикирики, малини, све. Джаве, мене гризот ми е поубав, полесен за варење, можам као пудин скроз да си го направам. Ми е многу полесен. Тоа треба да се наоѓа алтернативи за нешто што не ти го мора напетало. телото, ја пример еви, еден сум од ретките што не јаде ориз. Значи јас уопште не јадам ориз. А сите име као бодибилдинг мил, стек и ориз. Сега посета ретадото че Да, значи ја галетите ми се примерно мене, дури приметив дека на галети правам многу подобра форма, пошто се суви, не знам, ми помагаат и тој сув изглед, од која, значи јас користев од старт овес и ориз и ги променив у гриз и галети и приметив драстична промена форма. Така да сватив дека тоа ми одговара и од сега па натаму така ги се терам, пошто исто и да напојанам, исто јајца не јадам, сите јадат јајца, јас не јадам јајца. Исто надоеност не ще прават? Не ми прават надоеност, приметив дека подобра ми е формата Без јајца. без јајца. Така да. Хајде понуди ни некое друго јадење. Tips and tricks. Туна со марола, не, со тестенини никако, пошто тестенините имаат брашно. Не внесуваш На мускулна маса да, може, Да. ама на кап никако, пошто ми е никаков волумен не ми има, ништо нема да ме најаде. Да. Има многу хидрати. Значи најдобар хидрат може компирот за чистење, пошто 100 грама има 20 грама хидрат. Да. Ти можеш да изедеш пола кило компир, а да внесеш 100 грама хидрат. Рачунај колку е тоа волумен и колку имаш 80 грама 80 грама хидрати. Значи, у 100 грама ориз имаш 80 грама хидрати, у пола кило компир имаш 100 грама хидрати. Рачунај волуменски, да, ама ти ги видиш најаден, ти му правиш трик на мозокот дека јадеш поише. А и компирот можеш на многу повеќе начини да го Да, спремиш. значи можеш како пире, можеш во рерна, како пекарски компир, можеш Во airfryer, да, пржен нешто, да, без јас исто масло. и неколку наврати сладок компир исто додадов, ми прави некој интересен вкус, како благ сонен вкус. Исто тоа и туна со марула, грчки јогурт и кикерики. Кој нема пробано, малце делува Кикерики, обични. кикерики солени врз туната. Не знам дали мене ми го припреми така. Јове, така утре го убаво. пробуваме. Може. Така убаво и не знам делува некако неповрзано, Да. но има предобар вкус. Имам мислам видено, ако не се лажам, овие азијските кујни, они ги практикуваат кикериките. Да, не знам кикирики да прават дека го има тој солен Да, вкус и и крцкав. му даваат, да, и му даваат Крцкав. шмек кој ќе ставиш во туната. Исто и туна, зимајте цела туна, никако сецкана, пошто е катастрофално. Знаеш како екам со око е таа, тоа не става. Значи има и една на ден, значи никако поише, содржи жива, може да добиете труење или меркури, што се вика на англиски. Што мислиш за туната, еве да завршиме и да почнеме со четврта серија, што мислиш со туната, општо на дневна база секој ден по една, викаат дека треба да се внесува дури еднаш неделно една, јас имам Па не, периоди кога значи јас секој- имам 2-3 пати од ден внесувано, пошто не сум можел другше да внесам. И после година дена морав да ја isfрлам, пошто добив дури некои киселини, труење од нејзе. Така да една на ден е сосем окей, немам никаков проблем. Така да се дека исто и кромит обавезно туната, пошто го неутрализира и вкусот на туната, исто и кромидот е антиоксидант што исто ја спречува живата да не е во толка застапена.
Така да, краставица, круми, марула или зелка, туна. Тоа е тоа. И кикери. И кикери. Одиме, ајде, 4-та серија. Помошно подигај, нема да треба. Не треба. Одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиме уште? Ајде. Едно искушение. Одлично. Тоа тука завршиме. Одиме јас 4-та серија. Користите заштитни дечки, како што ви кажав, Джим Кит. Со нивните стегачи за нозе, одлично и ми го промени скроз тренингот, така да поздравам Еве ми дечките. искуство. Исто и мене, јас на нозе бев доста слаб, доста повлечен, ради момент од искилавување. Сега моментално сум најстабилен што би можел да бидам до сега на нозе. Ето. Одиме на трета вежба. Машина. Машина, флет прес за гради на 100 потесно. За да се погоди средниот дел и долниот дел на градите. Јасно. Да имаме две уедно. Готови. После таа имаме пропајање. Имаме пропајање, да. 3 работни серии, така? Директива. Значи прва гледаме по едно повторење да усетиме. Ајде. Еден. Два. Три. Четири. Пет. Шесть. Седем. 8. 9. 10. Тоа. Негативниот дел максимално. Тоа го зборувам цело време јас. Ако веќе, нели, кога знаеш веќе кај ти е максимумот, да го барем уште негативот, не ги спуште одма. Негативниот дел Цак, дупло поише мускул бре него позитивниот. И потежок е негативниот за контролирање него позитивниот. да. Демо да се спушти грамињата. Така. Само може ова. Одлично. Одиме екипо. Првата без килажа. Да. Другите Максимум се репс,
Другите две са килаш. Килаж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Браво. 20, 21. Не, Браво. Но, ја падна вече, немам сила. Добро, Нема да можам и со килажа. Ама, не може ти направи две бесне. Да. Разликата, јас сум 20 кила полесен, што ми е многу полесно да Јас се сум спуштам. 93 кила. Нормално, и висината и... ма добро и ти практикуваш дипс на почеток да правиш. Да, ја Да, вака е по... Да. Ова е како финишер ми. скроз. Значи, скроз кога немаш сила, да ти ги исцрпи оние последните сили. Ја кога изучував се околу фитнесот, бодибилдинг, уште изучувам тие некои бази. Сега некој ќе прашав, ага дипс не можам да направам на средина, на крај тренинг можам да направам прва. Вика, додека не почнеш да можеш да ја правиш на средина или на крај, не можеш да правиш дипс. Да. Не се прави дипс вика на почеток на тренинг. Не се прави, пошто после ќе отидеш кај најбитниот сет што ти е на еднорачни, Да, и таму и ти ќе немаш сила. и работа. А тој ти е најбитен, Јас значи сам овој осетив работа. ти е финишер, да. Значи ова дека баш не треба да осетиш рамо, значи треба скроз да си погледал доле, затоа се прави споро, многу прават брзо, значи целата поента е да се растегнат градите, таа положба, Да. добиеме стријаци, јас долни сум гради, скроз на цели гради. потисот од сега нагоре кога одев и чувствував болка на коската онатре. Малце минимално, но најверојатно ради што ми се Пробај. изморени од инклайн. Пробај, значи на ова, не мораш вака да фаќаш. Добро? Пробај палецот преку и Добро. јас мислам да поише слаби за цехиш. Викаш, ајде Така, пробаш. да, пробај следно, па. Готово. Сега одиме со Само 10 гада земам и... серија, а се гледаме од трета серија. Ајде. Одиме трета работна и последна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тоа тоа царе. Филип заврши со гради. Јас имам уште една серија, па преминуваме на бицепс. Дечки, врагите тегови. Да. Знаеш како? Теговите, мускулите растат повеќе кога ќе ги вратиш теговите. Препорака од доктор. Таа една култура у теретана што треба секој еден да ја има. Тоа ти е како дома да се ја брат. Дома дали се расфрлаш така? Така. Не само тоа, после тебе, сега пример, преса, после тебе може некој девојче ќе прави, а ти имаш стено 300 кила, и сега не е добро девојчето да земе да ги враќат твоите девојче си стел 300 кила. Толку јас. Че се измори од тие 300 кила што ги вади Нормално. и ноза нема да треба да вежба. Така да, Не сме сами у теретана. Се овиме на бицепс. бицепс. Прва вежба правиме со една шипка широко, така? Широко. Колку серии? 3 серии. Добро. Од бицепс све правиме по 3 серии. Све потреби. Да, и све со шипка. Тоест, првата е со шипка, другите две се со еднорачни, значи никаква сајла. Пошто добри раце не се прават со сајла. Ептен кој ќе ги изградиш, можеш некои детали да поправиш, Јасно. ама се е во шипката. Шипка. Дечки, одиме да правиме раце. Ајде.
Ти помагат на бицепс? Тука користиме, да, од GymFit. Од GymKit исто. Овие се Мене много грип ми страпс, помагат, така? не ми правят жулеви Да. и може и за бицепс да се користат и за грб највише. Оде. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, ајде имаш уште 2. Давај. 8. Проека контролира надвор. 9. Ајде уште на 10. Проека надвор. Тоа е тоа, царек. Упс, одиме. Оп. Значи се гледаме од следна вежба. Тоа ни е дамбел обичен. Да, со субинација. Да, субинација на надвор за кратка глава. Да. Одиме. Втора наводна. Ајде. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Давај, бе. 5. 5. Ајде, одиме. 6. 6. 7. 7. Ајде уште по една на рака. 8. Одиме. 8. Ето, тоа е тоа зве. Голос. Одиме. Днес може да вземем и 17 и пол. Нешто практикувам секогаш кога вежбам кратка глава, кога не можам. Еве сега ќе демонстрирам со кратки, со слаба килажа. Ти дали ќе му оправдаш еве како тип се трик да му го дајме на дечките, ако сакат погодат кратка глава. Пробувај само внатрешниот дел од тегот и на овој начин дори да го дигнеш. Не мора да биде тоа правилно со зглоб скроз на страна. Нека биде праволинijski. На страна, Да, само право. рамо. Да, малци рамо. Му даде каква варијација некоја измеѓу хамер и обичен крв. Так, тука. Погаѓа на двете.
И затоа на крај Крајот може да го направат како дроп. Реално да остане килажа, зашто со голема килажа тоа вртење може 2-3 повторувања треба. На ниво нека остат, нека скратат некој 20% и нека продолжат таман. дроп се Изолација. практикуваш? Не, никош. Никогаш? Се водам по еден принцип. Значи ја бодибилдинг енциклопедија имам прочитано многу. Добро. И се водам по прогресив оверлод. Значи, Добро. значи или сетови, или килажа, или број на повторување. Значи, пример, имало низ историјата некој селанец Добро. што чувал добиток. Добро. Значи, он секое сабајле го носел телето младородено на рамо. Како што растело телето, дека го носел секој ден на рамо, така прогресирал и човекот. Што значи дека килажата се зголемувала на... Што повеќе килажа Да, зголемуваш, значи што ти повеќе не ти носиш се- прво големо теле, па мало теле, па сега малце глупа споредбата, ама Така, ме сваќа што така, сакам така, јасно, да кажам. да. Значи нема логика ти да направиш со 20 кила вакво, јас само си ставам поише волумен, го умарам поише бицепсот, а не добивам практички ништо, сум смалил килажа. Да. Така да не верувам во супер сетови, дроп сетови, идам стрикно на јак сет и тоа е тоа. Значи никакви, како да ти кажам, си имаат и они удел. Има тоа. За некој парти, гледа, стриктно за раце, Добро. не се согласувам, но за нозе и те како дроп влие, пошто нозете сакаат поише повторувања, така да поише волумен. Исто за рамења практикувам дроп. Летање, Да. само тогаш ми Да, порасна. да. Значи летање наизменично килажа и стои бугарски наизменично килажа за нозе. На други парти како град и грб не преферирам да се спуштат едино на рамо и на нозе. Значи раце, гради и грб си идам стрикно сетови без дропови, без... Јас сум тие полесни вежби каде што се форсирам на пример еден сет килажа, пример речеме row push down. Одам прва серија 15 или 20, втора 15, трета веќе спуштам од 15 на 10 повторувања и што после одам на тоа е прогресив обратен процес. Тоа е Да. више И после тоа одам дроп. случајот кај што сите го прават тоа. Да, и одам на дроп. А не одам, Нема... например, на сите серии да одам на дроп, само Да, на не е препрашува. Или само на последната. само да. на рамо. Да, на Задно последната. рамо, средно рамо. Да. На ништо друго не одам Исто дроп. и рамењата сакаат повторување, нозете Да. сакаат повторување. Значи, секој што ќе каже дека рамо и нозе се прават со Тешки со килажи. тешки килажи со мал број повторувања, тој човек нема ни нозе ни рамо. И 200% сум сигурен во тоа. Така Рамо само во еден пошто- момент да оправдувам килажи. Милитари прес и Да, overhead да, shoulder да, прес. само на тие зашто реално Таква е и самата таму вежба си е. најак у таа позиција си најак. Компаунд вежба е. Да, ама еве пример за нозе па не важи тоа. Значи пример Да. на хак, еве пример ја користам сосема друг принцип. Кај што сите става пример 150-200 кила на хак, јас Да. користам принцип на Лихени, што е преизморувачки принцип. Значи прво правам шут и преса 6 серии шут, преса 4 серии, значи ги изморувам нозете до малку што Максимално, можам. веќе 10 Јас серии кога си отидам на хак, јас со 80 кила можам да ги погодам како со 200. Значи ногата не знае дали ти креваш 80 кила или 200. Она гледа дека му е тешко, интензитет и си сочувал колена, си сочувал да не се повредиш, помал ризик од повреда, Кила. а вежбата си ја направил како што треба. Сосема коректно. А не си користел голема килаж. Така да за нозе, пошто имам добри нозе, можам да кажам, тој принцип највеќе ми помогна, значи Може- ништо не е у килажите, нозете сакаат повеќе од 10 повторувања
Значи, пошто Може да сите почнат. можат се до 8 до 10 да направат, после почиња да печат оно што се вика да болат нозете и сите тогаш остават. А тие се оние што ви рекол Том Плац златни повторувања, што се 12 до 15 или од 15 до 18. Кога сакаш да се откажеш, да направиш Добро, уште добро. 3-4, Јас колку и да сум немаш. осетил најјаки воспалување, например, на шут. И сега одиш, Да, стигаш до 12, веќе тебе од 10 до 12 си ја добил таа болка и си викаш, окей, доста е. И само у еден момент правам свич на мозокот како, ај тргни ја болката, а тргам болката од моментот и гледам само како, знаеш како теле у изгубен простор си само тушкаш. Мораш така, значи има Да, видео само од тушкаш. Том Плац кај што справата буквално се мрда, он со сета Да, сила да, прави, да, да, да. а и највеќе крв се внесува во нозете од вежбата шут. Да. Што ти имаш И целосна стегнување флексија и флексија, да. на целосен квад. Кај што на преса немаш, кај што на хак имаш, значи све зависи од поставеноста на нозете. Значи ако идеме премногу широко, гаѓаме овидел адуктори, значи по-тесно гаѓаме вастус латералис или овидел тука, страничен, што ја прави големината на ногата. Да. Овој капката што се вика тирдропот се прави од шут. И тоа е тоа, тука листовите доаѓаат и задна ложа, кај што се најтешки вежбите, никој реки задна ложа. Да. Ова е трета серија, а се гледаме со вас од следната вежба. Ова е трета и последна вежба, втора работна. Хамер крл со мала вовлекување навнатре. 3, мислам дека добро ти брам. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Одлично, мајстор. Тоа е тоа. Одиме. Добро. Дечки, ние тука завршуваме с тренингот или имаме уште една серија? Уште една серија ги Уште една серија, но се снима и завршуваме од тренингот овде. Правиме уште една серија и додиме да одговориме на нивните прашања и да поразговараме малце околу некои работи по-детално. Тоа, уживај, има уште малце од видеото, да ги да знаеш најбитните работи за Филип. Ајде, чао! Добре, тук. Добре. Одиме. Те повтарам јас тебе. Таков ми е принципот со сите гости. Гостот како позира, јас по него. Се лупим мајец прво горе. Оба. Оба. Ја дупла лице. Секунда само. Опа. Форма. Оп. Се гледам кај да крием. Имам сега лапти си спора. Имам сайд чест. Имам трицепс. Да нога иде посади. Ова малце трежи што го раме. И отина.
и стомах и бутина. Сега моята категорија е класик физик. Добро. Така едиме favorite classic pose. Така помага, вака тука. Значи, ова малце на страна, тежиште да го префрлаш, едната рака тука и само видиш. Одлично. Идеме грб. Ајде. Една иде позади, ја ротираш, стегаш низ задна ложа, идеме горе, стегаш и отвориш. Нозете споени. Идеме. Одлично. Фала ти. Ајде да одиме да одговориме никој прашање. Филип, здраво за крај. Фала ти што беше гостин у мојот серијал. Сега сакам да одговорам на некои прашања на кои ни треба малку подетален одговор. Како што се, например, ево овие медали сивил, овие медали овде што ги гледаме, пехари, дипломи. Прво прашање би ти поставил колку пати уствари ти си имаш напреверувано севкупно? Значи, јас имам напреверувано 4 пати. Добро. 4 пати и еден откажам напревар 2 недели 2020, 2 недели пред напреверот ради COVID се откажа напреверот, а јас веќе бев спремен. Тоа е 2020 2020 година, да. Готово. Првиот напревар ми беше 2017, освоив 4-то место во јака конкуренција тогаш во јуниори бев на Доста дечки. Да, доста дечки. Сега се доста мала конкуренција. Да. Тоа кажува нешто на... Да, дека нешто не е до нас. После таа година, 2018, со 19 години, јас не отидов со мојата генерација до 19 години. Отидов во сениори до 70 кг, што беа 10 години постари од мене. И заврши второ место, сребрен медал. Тоа не е овој сребрен медал. Да, Битола 2018. Добро. Државно, после 2 години се спремам во 2020, кај што 2 недели пред напревар беше откажан, па презакажан датума, па пак откажан и решив да ги прекинам само иницијативно припремите, пошто тогаш реално и требаше здравјето поише да се гледа, не знаевме ништо ни што е, ни како е, јас бев многу низок бодифет исто како секојаш. А тоа знаеме доста добро, дека тогаш имунитетот знае доста да страда. Како не секојаш страда и последен напревар, значи јас имам 3 неуспешни обиди за победа, на кои не се откажувам. Се враќам 2022 година, победувам во 2 различни категории, бодибилдинг до 70 и класик физик, што сум двократен шампион на Македонија. Двократен шампион во малце по-различни категории. Да. Што се случува со 2023 година? Дали сакаш општо да го коментираме тие дел? Да, може. Значи, 2023 година добивам аутоимуна болест на дигестија, со што јас се пензионирам од овој спорт, решавам дека здравјето е на прво место, не можам да тренирам, 2-3 месеца не тренирав, значи не можев ни 100 грама месо да изедам, ми правеше проблем, бев во болница. Ова се случува кој период? Точно. 2023 ноември-декември. Тоа е периодот кога уствари јас и ти и се запознаваме. Да. Тогаш јас почнувам да вежбам овде, тоа нема ни полна една година од сега. Да. Кога ти ја констатираат Да, истата болест има и Крис Бамстед, што затакмич мистер Олимпија, само што он има на бубрези, јас имам на самата дигестија на цревата.
Но, значи, покрај, значи јас, како да ти кажам, се соочив со тоа дека е крај и тоа овој спорт што највише го сакам и ми е цел живот усмерен кон овој спорт. Јасно. Јас се тргнав од овој спорт, но мора психички да бидам јак, значи да продолжам да тренирам, иако немам никаква цел, пошто само вежбањето ми помагаше како терапија некоја во Психичка терапија. процесот не можев, значи јас никако да напредувам 2023 година. Јасно. Ниту можев да се спремам или да помислам на напред. Значи јануари 2024 се сретнувам со мојот сегашен тренер Дејан Пауновски Паки. Поздрав до него. Поздрав до Паки. Пред се го земав за да ми помогне во тој процес, значи од старт не беше никакво спремање за напред. Значи јас отидов кај него, Дејан имам проблем, не знам како да тренирам со оваа болест, не знам како да јадам, се изморувам многу лесно, значи имав многу голем проблем, ми требаше некој што има многу поголемо искуство да ми помогне во процесот. Значи јас и Дејан почнавме со работка и видовме дека уствари моето тело напредува многу поише од претходно. Дали дека сум се одморил, дали дека мене желудникот некако ми се стесни и јас почнав да јадам само добра храна, што претходно сум знаел во off-season да се опуштам, да јадам све и свашта. Значи сега мене тоа не ми го дозволуваше и видовме дека јас многу брзо напредувам. И ставивме како под наводници, можно е, ако бидам у добри здравствена ситуација, зашто да не уште направам за крај. Да. И сега гледаме дека јас сум на 4 недели пред напревар, фала му пред се на Господ, што ме сочувал, што ми помогнал да стигнам до кај што сум. Пред се на мојата психа, што не сум се откажал и при реално најтежок проблем, што 90% од луѓето би се откажале на ова. Точно, многу луѓе би ставиле тука X и не го спомнуваме и притисокот на фамилија и на сите кога би дознале дека оваа болест е многу тесно поврзана со овој спорт. У смисла негативно поврзана од тоа дека не можеш да продолжиш. Да, каде што болеста истото и достојните секако поврзана со спортот, пошто ние кога сме во фаза на мускулна маса трупаме многу храна и нашата дигестија тие црева не може секое тело да ги издржи. А ние го правиме тоа со години, доаѓа до стагнација и такви проблеми. Да, со такви проблеми, баш мило ми е што го пребродив сето тоа и мене ме ова како дури се радувам што ми се случи ова, зашто ја си ги согледав сите грешки, многу созрев у процесот, си го научив телото како ми работи и јас сум сега подобар, одлична здравствена состојба, неголи пред да се спремам пред да се разболиш. Да, значи кога сакате да се откажете, кажете си зашто не ушеднаш. Зашто не би пробал? Зашто? Зашто? Буквално. Зашто јас ако си ставам во глава дека јас не можам, јас немаше ни да можам. Значи немаше сега тука да бидеме, на 4 недели пред направа. Така да, ама ете, животна форма, а помалце од година дена, од можам да речам и 9 месеци ти уствари дека се спремаш за цело овоа такмичење, баш од да, ама пол од тие месеци јас не сум знал дека се спремам, пошто јас си вежбав и јадев и правев кардио и ствари видов дека мене формата ми се ближи тоа. Јас кога сум бил најздрав, не сум бил во ваква форма кај што сум сега кога имам проблем. Да. И тоа кажува реално најголема благодарност до Паки, пошто неговото искуство во областа на нутриционизмот, храната пред се,
Значи, Добро, биологијата, начинот на тренинг, целото искуство што го има, мене ми помогна со најлесни припреми во живот. Јас не се осеќам дека се спремам за напревар, притисок имам нула, стрес имам нула. Значи, најдобро се чувствувам до сега. Тоа што го каже 100%, да. Преска, дека имаш здрава база, каде што здрава база се ако го зборуваме, што значи здрав булк. Да. Многу чист булк, каде што моментално Може и тоа ми помогна. да, и порака до сите дека што по-чист булк, тоа Толку полесен полесен кат. 100% е така. Бидејќи Да. автоматски ти кажува нештото дека што помалце масти натрупаш додека си на булк. Многу е лесно кога ќе каже некој, јас јадам, ама не качувам килаж Да. или мускулна маса. Не јадете долу. Значи јас 600 хидрати јадев, што не сум знал дали ќе ми одмогнат или помогнат. Значи 4-5 илјади калории од чиста храна и 4-5 илјади калории од брза храна, не се Не, исто. Брза храна може секој да изеде, чиста храна секој ден отие, значи со сила јадење, со се. Значи исто и килажа, вага, не гледајте уопште. Значи јас кога почнав мускулна маса бев 80 кила, кога завршив мускулна маса бев 80,5. Значи јас сум стал 500 грама, Плюс. но јас кога се исчистив, од преходното такмичење бев 64, сега сум 74. Значи скочија 10 кила јас кога се 10 исчистив, кила, а на да. маса сум ставил 500 грама. Што значи све чист мускул ставен. Тоа исто Од се почеток до случи крај. со мене од пред една година и сега. Пред една година, точно кога се вратив од Германија, бев во катастрофална физичка состојба, каде што нема вежбано повеќе од 2 месеци, и бев исти килажа сум моментално, дури и повеќе за 1 кило, 94 кила бев, сега сум 93, со назад мускулна маса, и сепак имам јас го викам тоа минимално сало, бидејќи јас го имам многу чудна генетика, можеш само да приметиш дека имам само во горна дел од ност и долна дел од стомакот. Да, да. На другите Значи, делови сум почист. Многу луѓе така. Да, Тоа тоа е некои делови, тоа е сите, дури и јас сега, значи горен дел сум како една недела пред такмичење, доле пример ми каснат по водене, ми се ради кардио, нозете, ради цел стрес, значи повеќе поголема мускулна група, значи сите сме различни, значи Да. некој позади побрзо се чисти, ама највеќе ме нервираат луѓе дека што кажуваат, само стомакот, дај да го славам само стомак. Не може да го славиш само стомакот, значи телото си бира од кај ќе почне да слабе и ќе дојде до Си самиот има стомак, да, си има една генетика. левел. Да, си има оно Да. самото И оно список направено не може последно кое салото да го претвориш во мускул, значи такви работи. Точно. Именно прашање, каков е твојот мајндсет додека си во припреми и пред и после припреми, но доста убаво објаснувам, мислам, со целиот сите овие проблеми, Да, кога ги нафрлеме што ти се случиле, па како си се сносил, пошто убаво детално објасна како си се сносил, како треба да се сноси еден човек, што мислам дека повеќе од јасно е дека твојот мајндсет е доста борбен и без откажување. Да се Значи кога викат оноа no excuses и тие моменти како нема откажување, нема тргање од целта, ти баш си го Значи јас доказал имам сам на себе. двајца луѓе што ми се како пример за тоа. Првиот е Дейвид Гогинс со страшен мајндсет, значи мотивациони видеа. Значи човекот е Ташно, го пратам. Значи сите го знаат, значи јас сум буквално тој мајндсет кога се спремам за напревар. Значи или прави го нештото 100% или не го прави. Втор човек е Конор Мегрегор. Значи Борбет по дан бокс за 20. Значи Конор Мегрегор ми е, значи Точно. и на телефонот маската прехуна ми беше со него. Значи човекот колку и да не го сака, значи постигнал све од нула, значи има многу, значи има еден цитат што го има кажано, не јади со луѓе со кои не би бил гладен. И тоа кажува Точно. нешто исто, јас сум најдобар кога никој не верува у мене, тоа ми е гориво плюс, негативните коментари ми се само
позитива. И да, све што ќе кажете против мене, ја ќе го искористам за бидам подобар, така да не може ништо да ме сруши, значи психата ми е 100% неунишлива. И исто и не гледам конкуренција, не ме интересира кој е против мене. Господ не создал сите различни, јас имам предности, другите имаат предности, ќе застанеме еден до друг, ќе видиме кој е најдобар, нема потреба од споредување. И не е битно дали си на Инстаграм добар или 10 недели пред такмичење, битно е на денот, таа минута да си најдобар. Тачно. Така да. Кои суплементи ги користеше од сега малце бегаме од темата, кои суплементи ги користеше за оваа форма и кои се нивните придобивки накратко, ако можеш да ни кажеш? Во овој процес протеинот ми е обавезен. Број 1, поготово за вкус, а и многу ми е потешко, поготово со мојот проблем на дигестија. Јас од 2 дози протеин покривам некои 50 грама протеин, 45 мегабита. Да, треба да јадам многу повеќе месо и со тоа дигестивниот систем го отежнува, да. Тоа глутаминот ми е втор најзначен суплемент за регенерација, за подобро спиење, исто магнезиум, значи број 1 магнезиум. Обичен или цитрат? Обичен. Значи обичен, јас користам 800 мг, тоа се 2 капсули, ми помогна многу спиење, многу регенерација, 100 пати болje се осеќам. Исто креатин користев во фазата од маса према кат. Значи тие 4 недели за да задржам повеќе интрамускулна вода во мускулите, но после кога почнав процес на чистење, јас го тргнав, што не ми е потребен. Јасно. Тоа користев цели припреми Витарго, значи тоа се брзи јаглени хидрати. После тренинг, нешто ретко од декстрозата, така? Слично, но Витаргото е многу подобро, пошто све му е, значи она е чист хидрат, значи 0 шекери. Зашто после тренинг нас не треба, ако изедеме орис, овес нешто, многу му е потешко да се свари, подолго време му треба, а Витаргото одма си иде у мускулот после тренинг и полесно е да испиеш него да изедеш секако. Така да сега малце го тргнав, зашто ако стам јас од 100 грама, 80 грама хидрати, а имам 150 цел ден, ќе бидам гладен и подобро да јадам реална храна, него од цела да пијам, да. Тие се глобални суплементите што сум ги користил. Од No Limit, поздрав до нив за спонзорството во овие припреми. И исто така на Тони што ни овозможи да снимаме во теретана Lift and Fit и доста шампиони ваде Lift and Fit, како што може да видиме. Петар, Давид Влајковски, јас и кои се други дечки што вежбаат? Па има јаки, мислам дека такмичари дека сме толку, ама има едни од подобрите вежбачи оваа теретана, исто и порано теретанава исто важеше кога беше лайфстайл. Беше со многу бројни такмичари на сцена како мојот тренер, пак и Бојан Илиевски, Димитри, Марио Фите исто, да, Марио. Значи меѓу најдобрите вежбачи вежбали оваа теретана, така да тоа кажува. Нема човек што не знае кога одиш на кај сите, десно горење за кулата. Готово така. Дали пост-шоу блуз, ва не знам што е нешто што постои и зошто никој не разговара за истото. Што е тоа? Како после такмичење, зашто кога се спремаме, значи сме толку мотивирани све у процесот, а кога ќе заврши такмичењето, се опуштаме, не тренираме кој што треба, не правиме кардио, не јадеме кој што треба. Значи, тоа највеќе и до пред се до главата. Ајде да зашто сега тогаш. Дали пост-шоу блуз е нешто што постои и зошто никој не разговара за истото? Што мислиш ти на тема? Постои сигурно 90% од случаите, пошто потешко е ти после напревар да држиш уште некој 4-5 недели добра храна, што се вика реверс диет. Добро. Пошто сите после такмичење земаат јадење, значи јас сум правил таа грешка,
2-3 такмичења сум направил кај што сум качил 20 кила во 2 недели и сум се здебелил нагло, хормоните сум ги зезнал нагло, отежнат ми бил тренингот, зашто сега ние кога се спремаме имаме цел и газиме што се вика, мотивирани сме, кога ќе заврши немаме никаква цел, но кога ќе заврши треба да имаме цел да го сочуваме здравието, полека да ги враќаме калориите. Значи, предпоследната недела која што сме завршувале, да си враќаме по 50-100 јагнени хидрати. Еве додека да ги финишираме сите прашања. Околу припремите, тука во голем дел од денот е присутен твојата сопруга. Како ги поднесуваат цели припреми, цел, пошто знаеме дека доста од фокусот треба да отиде на баланс да се направи. Да. Дали успеваш како Да, одлично ги носи припреми, пошто ние сме буквално деца заедно и она беше со мене пред да влезам во спортот, така да ми помага најголема подршка ми помага готвење на храна и све тоа што носи го начин мене и она. Да, значи многу енергија ми сочуваат за да можам ја да дадам 100% Сакам да кажеме со оваа една порака дека овој спорт Многу е и битно да имаш општо некој да човек го кога сака е спомнам и Конор Макгрегор така, човек чист пример. човек што ќе има до тебе ќе те разбере и дека кога немаш нешто- ништо и кога имаш се. Да, дека нешто го е со голема цел. Има уште последно прашање околу бојата и тие такмичарски последни денови сати. Која е најсува бојата кај тебе? Претпоставувам твој тренер, така? Мој тренер Баки, сега водиме за 4 недели во Србија на Јагодина Open, што е едно од најквалитетните такмичења на Балкан. Така и го најавив. Со Балканска Олимпија, И попозната организација Балканска и Олимпија, се. организација со светски, европски, Арнолд Класик шампиони. Така се надеваме на најдобар резултат, па се гледаме Се надевам дека и последно јас, време. како што ни е планот, ќе присуствувам со вас таму, ќе ви бидам од помош и тоа е тоа. Филип, фала ти уште еднаш. Чест. И мене беше чест и задоволство што ми беше гостин и се надеваме дека уште доста овакви медали ќе видат намо, дека нема да можам да Да, станам. следен пат дека ќе треба да подседнеме овака. Тоа е тоа. Ти посакувам уште сега среќа и Фала. успех на Јагодина и на сите понатамошни на програмиш. Фала ти уште еднаш. Дечки, а ви не заборавајте на лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме у следната епизода. Чао!